Оваа година 14-тото издание на ликовна колонија Марко Цепенков Дрен е сплет на скулптура и сликарство. Нешто што почна во лани, во ланското издание на колонијата, меѓутоа оваа година некако го расширивме, малку го надградивме нештото и гледаме дека е многу успешно. Голема благодарност и до Министерството за култура и да сите колеги кои прифатија да учествуваат на оваа колонија. Особено чест и драго ми е што колонија прераснува во еден бренд како на град Прилеп, така и на Република Македонија. Значи, учество има земено 22 автори, од кои 7 скулптори од Прилеп и од држава, имаме сликари од странство, Република Србија и безмалку да речам од секој град во Македонија. Оваа година учество на колонијата зедоја 22 ликовни уметници, како од градов, држава, така и надвор од Република Македонија. Маријан Стојановски, Беди Ибрахим, Дамијан Ѓуров, Еренак Ѓуров, Мирослав Живковиќ, Слободан Милошевски, Стефан Анчевски, Бане Наумовски, Филип Перецки, Росица Лазеска, Олгица Антовска, Бони Барутовска, Бојана Артиновска Трпческа, Филип Јоевски, Методи Исков, Славчо Павлевски, Верче Николовска, Павлинче Илиоска, Александар Джинго, Александра Богоевска, Викторија Димеска. Јас сум Бојана. Од Велес живеам во Прилеп и сум втор пат гостин на оваа колонија. Среќна сум, расположена. Секако дека е убаво да се работи во друштво. Енергијата е многу пати поголема и се чувствува тоа чувство на припадност едноставно, кога си меѓу своји луѓе и да, креативноста тогаш доаѓа до израз. Здраво, јас сум Благојче Наумовски Бане, колонија. Убаво е се тука, освежително е после пандемијата. Јас сум прв пат на оваа ликовна колонија, освежително е навистина после пандемијата, вака се собериш со колеги, да се видиш и да работиш, да споделиш искуства до сега каде секој каде е во својата уметност. После 6 дена напорна работа, можам слободно да кажам, на ликовните уметници да имаме поставено поставкава од изложбата, од завршната изложба Меѓународна ликовна колонија Дрен 2020, која се организира по 14 пат. И мислам дека поминавме во една многу креативна атмосфера,
многу пријателска атмосфера, дружба, уметниците се запознаја меѓу себе, се водеа дебати, можам да кажам, и разговори, дури и до касно, но и се споделуваа искуства, нормално секој од областа и на сликарството, на скулптурата, графиката и слично. И искрено ние како организатори, како Центар за култура, мислам дека не само што треба да бидеме задоволни за квалитетот на делата кои се создадоа за 6 дена, меѓутоа можам слободно да кажам дека ова останува едно богатство, ризница, како велам на Прилеп, така и на државата на Република Македонија и на Министерството за култура. Духовните колонии, спознавањето, дружбата, размислувањето, споделувањето на искуства, тоа е тој некој момент што го носат уметниците во себе си и каде што тие разговори до касно менување на идеи создаваат, буквално можам да кажам, дела, слободно можам да речем и ремонт. Има тука преку 40 дела. Изложбата ќе биде отворена официјално на 11 октомври, исто по проект поддржан Министерството за култура. Посебна чест ми беше да учествувам на Дрен во Прилеп тука, затоа што јас сум во Прилеп и да се дружам и да творам истовремено со прекрасни уметници кои што оваа година ги имавме, така да успеавме да направиме неколку дела, да размениме мислења, идеи, се разбира пријателства и така натаму. Јас на оваа колонија направив 2 слики, нешто од претходни циклуси што творев, женскиот лик пред се во едната слика, а втората слика е направена значи во склоп со музиката, секојдневието. Тоа е мојата инспирација, значи во една техника која што навистина интересна и се надевам понатаму тој циклус ќе го задржам, се истражувам во моето творештво. Ликовната колонија едноставно е прилика да ги чуеме мислењата на другите колеги и да стекнеме знање, односно да го прошириме нашето знање во областа каде што сме и каде што твориме. Нова ликовна колонија изработив една скулптура од дрво која е во една биоморфна форма и исклучително има едно движење кое представува слобода на човечкото тело. Скулптурата изработив за неколку дена и ми беше многу пријатно што сум гостин на оваа ликовна колонија, бидејќи домаќините беа многу пријатни. Прилеп како еден одличен град и од многу добри луѓе, навистина многу пријатни посетители кои што не следат нас и нашето творештво тука. Можам да кажам дека навистина добро се дружевме, организацијата е безпрекорна, одлична, во супер ниво и создававме, како што гледате во самиот овој простор, има одлична продукција направена. Многу продуктивни, да речам, креативни. Воедно имавме можност да се дружиме меѓу себе, да се запознаеме, да размениме меѓу нас различни искуства, различни видувања кон уметноста. Секогаш ми е драго да дојдам во Прилеп, затоа што Прилеп е посебен град.